Здраво Македонија, ве поздравувам и ве поканувам да останете со нас во продолжение да го проследите разговорот кој што денеска ќе го имам со мојот соговорник, а ќе имаме убава тема за разговор. Тој неодамна имаше изложба, но веќе 40 години неговото цвеќе за мирот патува низ светот. Многу повеќе на оваа тема, инспирација и сето тоа кое што неуморно го работи овие години ќе ни го раскаже почитуваниот Живко Поповски Цветин. Живко, добро утро и добро дојдовте во Здраво Македонија. Добро утро и поздрав до вашите гледачи, до сите оние што ја прават оваа убава емисија утринска на Канал 5 телевизија. Така е. Цвеќе на мирот и хуманоста. Веќе 40 години ни патува низ светот. Па, еве, една ретроспектива од идејата како започна, кое што, еве, успешно веќе трае 40 години, а ова е токму јубилејната година. Да, токму така. Првата изложба пред 40 години беше во градската библиотека Браќа Миладиновци, каде изложив 160 слики кои беа наменети за Обединетите нации со една порака дека цвеќето во човекот не го сака ветерот на војната. Јас не измислувам нови цветови, само ги пресликувам цветовите во луѓето што ги сакаат слободата и мирот. Оваа порака со 160 цвеќиња на мирот беше испратена до 160 членки на Обединетите нации со цел, нели, Обединетите нации како институција, како светска организација, таа ги обединува сите и нека ги обедини и во борбата за мир. Потоа моите над 300 изложби патува речиси на сите меридијани. Прво имав 86 година една изложба во Шведска, каде подарив 40 на слики за сите југословенски тогашни клубови во Шведска. Изложбата беше во Малме, Стокхолм, Скара и Гетеборг. Потоа истата година, 86-та, беше една изложба во Полска, во Лубин, каде подарив исто така 40 слики за децата, болните деца во Варшава, по повод 40 години на УНИЦЕФ. Една изложба таа година тргна преку пионерскиот дом Карпош и во другите градови на Полска, а исто така и имав тогаш една изложба во Канада преку културно-уметничкото друштво Гоце Делчев во Торонто, Сиракјуз, Бафало и други места. А 87 година на Универзијатата Загреб подарив 30 слики за најуспешните спортисти и една слика подарив за 5 милиардитиот жител што се роди во Загреб, Матеј Гашпар. Сега е веќе 37-8 години, така да, значи, сега ако се 8 милиарди луѓе, тој е еден од 5 милиардитите роден на оваа планета. Навистина, многу убаво е сето ова кое што ни го раскажавте и навистина символиката и името на изложбата ни сите овие години кое што го носи цвеќето на мирот и хуманоста го оправдува сето она кое што вие низ годините го правите и навистина е мото, бидејќи и за жал еве денеска во светот се уште имаме многу војни, но треба да се потсетуваме и драго ме што еве заеднички на некој начин ни го одбележуваме светскиот ден на мирот, кога вие ги правите генерално вашите изложби за да оваа порака ја пренесувате онаму каде што е најпотребна, а секако дека ни е потребна и слободата и хуманоста. Токму така, еве, за светскиот ден на мирот се најдов во моето село Брезово, родното село, каде што еве навратив да речам да направам еден сервис на мојот организам, на мојата душа, да се напијам од водата што сум ја пиел уште кога сум се родил во селото 1944 година, да го почувствувам тој убав воздух, кислород, тие шуми, тие ливади, тие убавини што ми останале во сеќавање. Па еве го имав
ја имав прилика да во дворот на мојата куќа направам една моја изложба со мои слики, каде што присуствува луѓе од Скопје, од Прилеп, од Битола, од Демирхисар, од околните села, пријатели. Едноставно, многу бев среќен што така се случи да ја имам таа изложба баш во моето село за овај 4 деценијски јубилеј. Исто така да кажам дека на 3 мај пак имав исто така една изложба посветена на мирот со дипломатскиот клуб Скопје, кој годинава одбележува 15 години, така да беа околу 20 дипломати во дворот исто на таа изложба и им доделив и Цветинова награда за мир, зашто дипломатите навистина треба да се залагаат што повеќе за мирот во светот. Живко, ви благодарам многу што ова утро бевте заедно со нас, што не ги споделивте сите овие прекрасни пораки. Навистина, цвеќето понатаму нека биде цвеќе на мирот и хуманоста, уште многу години, многу јубилеи да прославуваме и да ја споделуваме оваа порака за мирот и за хуманоста. Ви посакувам добро здраве и да се гледаме зубави работи. Благодарам и јас и само да кажам и тоа дека во јуни месец имав изложба во Остен, а истовремено и во Задар, која изложба од Задар ќе оди во Сплит, Пула и верувам во некои други градови на Хрватска, така да цвеќето на мирот ја има таа улога секојдневно нешто да создава, да се пренесува пораката преку сите генерации од 7 до 107 години. Така е. Цвеќето на мирот и хуманоста нека ни патува низ светот. Останати понатаму на Канал 5, продолжуваме со Здраво Македонија.